ВМРО ДПМН е подготвена да прифати се што ќе предложи опозицијата. Единствениот услов е да се обезбедат механизми за полесно гласање на македонските граѓани во странство. Ги повикуваат Филипче, Ахметија Пасиев, Селај Таравари да седнат на заедничка маса, да подготват еден законски текст согласно препораките на ОПСИ и ОДИХР и гласањето на диаспората, а тоа ќе биде прифатено веднаш. Дали конкретно се работело за една изборна единица, би прифатиле тоа што тие ќе го договорат. За финансирањето на политичките партии, исто така модел што тие би го договориле, ние би го прифатиле. Моделот за поплаки кој што сметаат дека треба да биде инкорпориран, и тој би го прифатиле, се додека во сето ова е вклучено гласањето на диаспората. Што сакаат, како сакаат, моделите кои што тие сметаат дека треба да бидат прифатени, за нас ќе бидат прифатливи, веднаш даваме бланко поддршка. Државава има рок до среда да го изгласа новиот изборен законник, со што 100% би исполнила реформската агенда, во делот каде што како краен рок ни е зададен 15 јули, а од Европската унија би добила дополнителни 4 милиони евра. Понудата на ВМРО ДПМН е на маса од вторникот, а од опозицијските партии се уште не добиле никаков одговор. Денеска е петок, се уште немаме никаков одговор на понудата која што ние ја произнесовме. Се најавува некаква иницијатива за средба помеѓу опозицијските партии од понеделник натака. Понеделник е веќе 13-тиот, крајниот рок кој што го имаме како држава да заокружиме оваа цел за да имаме 10 од 10 исполнети задачи е 15 јули. Сметаме дека оваа тема е пресериозна за да се политизира на истата. Од СДСМ пак повторно на истиот став, ВМРО ДПМН сакале да ги компрометираат изборите со гласање на диаспората, а изборниот законник бил алиби бидејќи не сакале да напредуваме кон Европската унија. Изборниот законник за Мицкоски не е цел, туку изговор. Тој и неговата криминална група не сакаат да го донесат овој закон, за да имаат алиби зошто не ја исполнуваат реформската агенда. Тие свесно го блокираат процесот за да можат да кажат дека опозицијата не дозволува, а вистината е дека тие не сакаат Европска унија. Инаку предлог измените на изборниот законник во собраниска процедура влегоа пред 2 недели, а блокирани се од страна на СДСМ и Левица, кои поднесоа повеќе од 13.000 амандмани за овој предлог закон.